Многу ми е жал кога ќе видам ваква дволичност од оваа говорница. Значи да резимираме. Дополнителни точки на дневен ред имате право итно да доставувате само вие, кога вие така сакате и кога вам така ви одговара. Значи во последен момент, без да може службите да ги разгледаат, без да може да се даде соодветно мислење, без да можеме ние да ги прегледаме и да ги разгледаме, значи дополнителни точки не смее да се ставаат, само во оној случај може кога вам тоа ви одговара. Значи, крајно дволично е ова што го правите. За некој кој што, како мнозинство, како кој што го председава овој совет од советници, со месеци не може да ги изгласа тука програмите што се неопходни да функционира градот, врз основа на кои понатаму треба да се носат други акти и одлуки. Јас сметам дека несоодветно е да се дрзнете, па и процедурално да ги учите тука луѓето и да им кажувате кој какво овластување треба да има. И многу ми е жал што упорно сите овие месеци работите спротивно од интересот на граѓаните. Дали само вие сте тие кои што имате право да дадете дополнителни точки на дневен ред? Дали само вие можете во онредни седмици да се обидете да свикате, па после тоа да не ги свикувате? Дали само вие ќе креирате преседани и тогаш се дозволени, а кога со месеци не ги гласате точките и програмите кои што се неопходни за функционирање на градот, и после тоа треба да се носат одлуки тука, тогаш не можело. Односно, немало да ги прифатите, па не ги прифаќајте. Не ги прифаќајте. Целосно сте нефункционални. Не си ги заслужувате паушалите. Секој месец по 500 евра од човек плаќа секој граѓанин за вас тука, за да дојдете да седите, да попувате, да продавате политика и да не ги поддржувате сите оние работи кои што на нив им се неопходни. Да. Председател на ваш одгранок испрати едно писмо до градот да каже дека за ЈСП требало да има нови автобуси. Тој е председател на ваш одгранок. За кој што вие денеска точката која што беше ставена на гласање на дневен ред, не прифативте да се стави на дневен ред и покрај тоа што уредно му беше доставена на председателот на советот. Политиката оди веќе во рамки каде што не треба да биде стигната. Ваков начин на однесување е комплетно неприфатлив. До сега невиден, незабележан во историјата на 30 години независна Македонија град Скопје. Некој дневен ред да се дрзне кога се доставени точките соодветно, да не ги стави на исто. Сте биле вие дел од совет. Кажете ми во било која општина, било каде во Македонија, каде што се дрзнал председателот по свое лично прифаќање и разбирање на нештата, да не стави точка на дневен ред, затоа што веќе претходно 3 пати била доставена. Тоа ни се случи како преседан за прв пат на оваа седница. Доставени мерки, доставени документи, доставено уредно, нешто кое што треба да биде точка на дневен ред, за прв пат не е точка на дневен ред. И не го злоупотребувајте процедуралното. Ова денеска што го говорите, на начинот на кој што ја започнувате седницата, е повторно терање само гола политика. Значи, точки на итност, доколку постои таква, еве денеска ги изгласавте, значи дека постоела итност. Ако сметате дека не постои, не ги гласајте. Меѓутоа, граѓаните гледаат, ценат, судат. И вие сте тие кои што ќе треба да им образложите зошто она кое што не сте го гласале претходно со месеци, а работи кои што во останатите сите општини се гласаат веднаш по денесувањето на буџетот, вие како програми за граѓаните не сте можеле со месеци да го изгласат. Другите ваши советници во другите ваши општини, каде што имате мнозинство, гласаат. Тука сте направиле една така навистина прекрасна коалиција против граѓаните, затоа што никој од вас за граѓаните не работи. Да работевте за граѓаните, ќе ги изгласавте одлуките и ќе можевте да се пофалите дека вие сте допринеле нешто добро за нив. А не само да блокирате и не само да продавате гола политика и гол популизам на овие седници тука на Советот.